за разговорот кој што следува, затоа што на 1 јули на летна сцена Сиеста на големо задоволство на струшката публика концерт ќе одржи токму Игор Џамбазов заедно со Гуру Харе и бендот. Игор Џамбазов на сцената во Струга ќе застане после една цела деценија, пак имаме можност да проследиме квалитетен концерт и за нас добро познати хитови, дел од нив евергрини. За деталите околу концертот, но и други теми разговараме токму со Игор Џамбазов, кој што иако телефонски прв пат ни сте гости, нема можност да ги поздравите сите стружани. Граѓани и граѓанки на Струга, добар ден. Се надевам дека сте добри. Ви се јавувам од центарот на Сретеново, од Дојранското езеро, даунтаун Сретеново, во резиденцијата на Чукави, тука ми е како канцеларија мене. И чекам да ви информираме дека во петок ќе се случи веројатно еден од поважните музички настани во Струга оваа година, бидејќи сигурен сум дека за време на короната на вистина немаше ништо, освен некакви случајни концерти. Сето тоа беше некако на сила, некако и луѓето не беа толку расположени, но сега бидејќи животот се врати и вербата на луѓето во добрата музика, особено во македонска музика. Вие знаете дека Гуру Харе и јас сме на мисија повеќе од 25 години, се бориме против кичот, против шундот, против турбофолкот, против плейбекот, против сите измами во модерната музика кои спречуваат нашите млади поколенија да ја почитуваат малку повеќе нашата музика и се бомбардирани од еден краен музички невкус кој доаѓа од северот, па и од истокот во последно време, кој лошо влијае на нашите генерации, за кои најголем предизвик стана да стават ботокс во усните или силикони во градите. Тоа е некое мерило за успешноста во животот, а не некои други морални, фамилиарни или не знам какви патриотски вредности. Но вие сте тука да ги промовирате тие моралните и музички квалитетните вредности. Мислам дека публиката тоа си го познава. Да. Јас верувам дека и само оние од Струга што ја сакаат мојата музика, моите стихови и целиот тој проект наречен Игор Џамбазов и Гуру Харе бенд, ќе дојдат, а при тоа да не ги забораваме и туристите кои сега се во поголем број во Струга, и мислам дека ќе биде поводот, мислам дека ќе биде преполно во Сиеста и дека ќе направиме една, ајде да речам, журка помодерно, иако да не заборавиме дека ние не правиме свирка, ако правиме концерт. Свирки прават оние бендови кои свират туѓа музика, па прават свирки под наводници. Ние правиме концерт на оригинална македонска блуз музика. Јас сум автор на 80% од композициите и текстовите, нешто е на Гуру Харе, нешто е заедничко, имаме неколку кавери. И за прв пат во Струга ќе свириме Жакелина во джез верзија, Macedonication, тоа е наша преработка на легендарната Californication на Red Hot Chili Peppers. Мразам плейбек, нашата бунтовничка револуционерна песна за борбата против кичот, шундот и плейбекот. И така, имаме едно изненадување специјално за сите стружани. Долгогодишен пријател и обожувач на нашиот бенд, нашиот омилен сограѓанин Тоше Танески ќе ни биде гостин на композицијата Love is so good, посветена на мојата Илина, затоа што прв пат во живо, кога ја изведов со некого, и прв човек на кого му ја пуштив таа композиција беше тој, му ја пуштив во Вишни и снимивме едно видео кое беше популарно на социјалните мрежи. И така, ветувам еден добар концерт и ветувам празник, фестивал на македонската музика. Така, го споменавте Тоше Танески, тој ни помогна во преговорите за ова интервју. Денеска му е роден ден, така што ајде двајцата да му честитаме. Па Тошка, бе, па ја немам Facebook, бе, Златуна, ја само својот роден си го знам и не Илина у последно време. Ги утнувам родендените, па среќен, нека ти е роденденот, пријателен мој. Така, Тоше се надевам. И од мене дека годините не се одраз на возраста, туку на искуството. Така, тоа е пораката. Пријател, се гледаме во петок со него на тонската проба, а со вас, дружани, се гледаме вечерта на концертот. Дојдете расположени, дојдете убави, насмејани, облечите ги матурските фустанчиња, сакоа, се што имате. И ве чекаме во една опуштена атмосфера. Ми рекоа дека Сиеста е навистина едно прекрасно место, со прекрасен
поглед и прекрасен стејдж. Стружани и туристи ве чекаме. Така, Игор, мора да ве прашам нешто на друга тема за која што долго сум размислувала. Уметничките гени ги влечете од двете страни на родителите и актерскиот и музичкиот талент го имате наследено во целост, тоа е сублимација во личност, а ние ги добиваме талентите и со нив доаѓаме во оваа димензија со мисија да ги делиме со другите. Кажете ми колку можете да си кажете себе си дека и во младоста и сега го извлековте максимумот од таа сестраност и сите уметнички белези успевате да им ги дадете на луѓето во целост? Или пак можеби во младоста ви беше тоа товар? Па што знам, ја мислам дека на светот не постои уметник кој ги остварил сите своји цели, на кого му се случиле сите идеали во живо, кој ги сретнал сите своји идоли. Ние сите се трудиме да оставиме по нешто во животот. Секогаш ме прашуваат овие поблиските што ќе беше ако завршеше во Америка кај сестрати или ако не се распаднеше Југославија, каква звезда ќе беше во Југославија. Но јас сум бил еден од оние што ја пропагирал тезата дека е подобро да сум прв во Сретеново, отколку да сум последен во Струмица. Разбирате? И јас овде си ја најдов својата комфорт зона, што би рекла моја Илина, и јас уживам на тој начин, но и сепак ќе рече некој дека популарноста во земја од 2 милиона луѓе не значи многу. Јас мислам дека значи многу. Јас не се сметам себе си за популарен во Скопје, да речеме, но низ Македонија се сметам себе си за многу популарен човек. И тоа доаѓа со времето. Никогаш се посветувам повеќе на едниот талент, есенско време се телевизиските настапи мои. Па еве сега немаше ни театар, зимно време обично е резервирано за театарот, пролетните се за отварање на сезоната на свирките, летото е посветено на фестивалите. Значи, трагајки по себе низ животот, дојдов до една формула волшебна која ме научи да ги балансирам тие некои работи. Значи, музиката, театарот, телевизијата, да направам некаков микс и мислам дека сум еден од ретките што успеал во сето тоа да биде успешен на повеќе полиња. Тоа воопшто не е едноставно и е многу тешко. Тоа може би изгледа едноставно кога го гледаш како крајен резултат, но тоа изискува многу работа. Да, затоа и ве прашав, затоа што таа мултиталентираност, ако не се балансира, носи нешто друго, а вие успеавте во тоа. Апсолутно. И мене ми се случувало, морам да признам дека ми се случувало 2 до 3 пати во животот да ме има насекаде, а всушност да ме нема никаде. И тоа е најлошото што може да се случи, да работиш од се по нешто, во ништо да не си успешен или да си успешен само во едно од тие нешто. Кога ќе балансираш и кога ќе научиш помалку да бидеш успешен секаде, тоа ќе станеш навистина успешен на сите полиња и можеш за себе си да кажеш дека си успешен и реализиран човек. А тоа дали сум можел да успеам и на страна, па не сум баш сигурен. Такви како мене во Америка мислам дека ги има со лопата да ги ринеш и дека работат како конобари по пицерии. Така, не мислев на страна, туку колку успеавте да го дадете максимумот и во младоста и сега успеавте затоа што публиката тоа го чувствува. Сосема за крај морам да ве вратам многу години наназад. Како се случи музичката спојка и како Харе стана гуру, затоа што знаеме што се имате создадено и создавате. Имате ли вие уште заедно предизвици? Вие сте сродни души музички во вистинска смисла. Па, Гуру Харе јас се запознаме пред точно 32 години. Тој со својот Банкрот Блуз бенд свиреше во едно место во трговскиот центар Мавровка, а јас свирев на сосема друго место, ама само на 20 метри од нивното. Така да, кога тие ќе завршиле со својата свирка, доаѓа кај мене, јас оставам само со гитарата, кога јас ќе завршев, одев кај нив, ги гледам легендарните Харе, Тети Ренджов и Киш, нели? Така почна некако соработката, почнав јас се почесо да одам на свирките на Банкрот Блуз бенд, почнав да настапувам заедно со нив, тие заедно со мене. Се случи да си жив и здрав и оттаму тргна колата, после да си жив и здрав, Харе веќе беше гостин на мојот прв албум, почнавме да ги произведуваме првите македонски блузови и се до тоа круниса 97 година со ние незаборавни 3 концерти посветени на мојата покојна мајка, која само што почина во универзалната сала, кој остана онака урнек за тоа како се прави еден добар музички шоу во Македонија.
Така, Игор, многу ви благодарам. Уште еднаш ги покануваме сите на 1 јули да бидат на летна сцена Сиеста. Според она што го гледам во градов, интересот е голем и ќе биде тоа незаборавна ноќ и како што секогаш велиме за вас многу повеќе од концерт. Абе и една друг кој ќе ти кажам, повеќе охриѓани заинтересирани за струга, немам чујано одамна. Би се најавија многу охриѓани. Така, сите ќе дојдат. Сега струга супер е за нив. Безнадежно не се сакаме повеќе. Така да еве поздрав и до сите охриѓани кои сакаат мојата музика, моите стихови, мојот лик и дело и тело да поедат и тие во петок на први. Така, ви благодарам многу, се гледаме на 1 јули, ние продолжуваме понатаму со Гуру Харе, Игор Џамбазов и хитот Секој ден.